Многу дивоградби се распослани низ Скопје. Вчерашната информација дека ќе се рушат диво изградените објекти на спортскиот аеродром Стенковец охрабруваат дека конечно ќе се застане на патот на незаконските градења. Но скопјани прашуваат дали охрабрувањето ќе има краткотрајно дејствие. Искуството ни вели дека ќе им простат на многоте дивоградби. Бараме овој пат да тргнат потемелно во рушењето и конечно да воведат ред во скопскиот градежен хаос, истакна еден граѓанин на социјалните мрежи. Друг скопјанец потсети на спектакуларната најава од пред 5-6 години за војна против дивоградбите на тогашната влада на Зоран Заев, која почна со рушењето на објектот пред Мавровка. Но и заврши само на тоа. Потсети на дивоградби кои во Чаир и сега стојат недопрени. За да не биде и оваа акција во Стенковец само изолиран случај, треба да се продолжи со активностите низ цело Скопје. Воедно сите кандидати за градоначалници за престојните избори најавуваат ревизии на урбанистичките планови, но дали ќе ги спроведат кога ќе бидат избрани? Се нормализира превозот во Скопје откако денес линиите на приватните превозници се вратија во нормално функционирање. Вчера попладне им бил исплатен дел од долгот кој беше причина приватните автобуси да возат само до 10 часот. Скопјани задоволни дека нема да бидат ставени во незавидна ситуација да чекаат автобуси кои нема да дојдат, но и стравуваат дека наскоро повторно ќе се најдат во истата ситуација, затоа што ситуацијата не се решава системски. Превозниците нагласуваат дека иако сумата од по 6 милиони денари што им била исплатена е мала во однос на севкупниот долг, сепак ќе е доволно да издржат десетина дена и се надеваат дека дотогаш ќе имаат нова уплата од ЈСП, за да можат без прекин да работат. Тие објаснуваат дека средствата треба навремено да се уплаќаат, бидејќи автобусите треба редовно да се сервисираат, но и да се купи гориво за да возат и да нема прекин, а граѓаните да не чекаат по автобуските станици. Цените во Македонија намало во септември во однос на август 2025 година се намалени за 0,7%. Ова го објави Државниот завод за статистика. Годишната инфлација во септември мерена преку индексот на трошоците на животот во септември 2025 изнесува 4%, додека месечната инфлација е пониска од августовската за 0,2%. Намалувањето на инфлацијата во септември во однос на август 2025 година е резултат на намалувањето на трошоците на животот во групите транспорт за 3,3%, ресторани и хотели за 1,3%, рекреација и култура за 0,7%, облека и обувки за 0,3%. Од друга страна, во септември во однос на август зголемување на трошоците на животот е забележано во следните групи: алкохолни пијалоци, тутун и наркотици од 2,8%, комуникација од 1,8%, мебел по куќнина и одржување на домакинствата од 0,8%, здравје 0,4% и домување, вода, електрика, газ и други горива од 0,3%. Трошоците на животот во групата образование остануваат на исто ниво како и во претходниот месец. Скопје се фали дека е позната туристичка дестинација, но Скопје има места и објекти што не е баш добро да ги видат туристите. Едно од таквите места е полуизгорената и одамна напуштена галија на Вардар, во најстрогиот дел на градот. До кога тоа ругло ќе стои и ќе го нагрдува градот во близина на ГТЦ? Прашањето е особено тешко затоа што два градоначалника се фалија дека ќе ја отстранат, но не го направија тоа. Прво Петр Шилегов уште во 2021 година почна да ја урива и лично присуствуваше на тој чин, а потоа со силни зборови слично најавуваше и Данела Арсовска. Вака како што сега е оставена на негрижа е опасно за некои кои што сакаат да влезат во неа, бидејќи е целата искршена, а беше и опожарена. Испад на галијата подсврста и од некои стиропорни згради направени при проектот Скопје 2014, а надживеа и два градоначалнички мандати. Дали така ќе биде во наредните 4 години? Да не се чека гусари да дојдат и да ја потопат или украдат.
Плаќањата во евра кон земјите од единствената област за плаќање во евра СЕПА од денеска се со понески банкарски провизии за граѓаните и компаниите во Македонија. Според гувернерот Трајко Славески, македонските граѓани и компании ќе можат да вршат плаќања во евра на ист начин како и тие во земјите од Европската Унија. Според официјално објавените информации, 9 македонски банки се целосно подготвени да извршуваат плаќања во рамките на шемата СЕПА кредит трансфер уште од денес, а останатите 3 банки го финализираат приклучувањето до крајот на првиот квартал 2026 во роковите утврдени од Народната банка. Клучната придобивка е во провизијата и брзината. За електронски налог од 500 евра, физички лица во просек ќе платат околу 260 денари наместо досегашните 1600. Синоќа на скопските улици вистинска филмска бркотница на полицијата со Рендж Ровер во кој се ногеле двајца осуденици, кои биле на отпуст од затворот Идризово. Како што соопшти од полицијата, додека возилото се движело по улицата Панче Неделковски во Скопје, околу 20:20 часот не застанало на даден знак од полициски службеници, пошто тргнала полициската потера. Бегалците се упатиле кон обиколницата, па потоа кон регионалниот пат Скопје-Велес, каде биле пресретнати од полициското возило. Откако повторно не застанале и удриле во полициското возило, полицаецот испукал предупредувачки куршум во воздух. Бегалското возило продолжило да се движи со голема брзина и во близина на местноста Нова Колонија излетало од патот. Бегалците се приведени, а во возилото се пронајдени 5 мобилни телефони, пари и клучеви од повеќе возила. Лишено од слобода 41 годишно лице од Скопско Мирковци, кое било фатено како краде нафта од училиште, соопшти полицијата. Тој синоќа околу 21 часот бил затекнат во дворно место од основно училиште во селото Сандево, Скопско, како и од резерварот за нафта одзема нафта. Нафтата е вратена на одговорното лице од училиштето, извршен е увид и по целосно документирање на случајот против лицето ќе биде поднесен соодветен поднесок.